Благодарам, председавач. Би сакал неколку вака моменти во овој предлог закон или во овој договор за заем да ги апострофирам. Нешто што сметам дека се клучни пропусти, кои што доколку изнајдеме сила да постигнеме консензус во однос на подобрување на ова законско решение, навистина целиот овој ефект од овој заем би го зголемил неколкукратно ефектот. Секогаш комуницирам со бројки и сметам дека така треба да изгледа една плодна дискусија помеѓу мнозинството и помеѓу опозицијата и се во насока на подобрување на законските решенија. Во оваа, би рекол, во овој предлог закон, тоест во предлог договор за заем, вели дека општините ќе може да аплицираат за средства од висина од 50 до 750.000 евра. Мене ме интересира по која методологија ќе се одлучува кој колку средства да земе, односно што доколку имаме неколку општини кои што аплицираат за сума од 750.000 евра. Еве да речеме за основни училишта. И тие основни училишта се подеднакво искористени во повеќе општини. Конкретно општината Аеродром, општината Битола, општината Ѓорче, општината Неготино има иста искористеност на просториите на тоа основно училиште. И сите до една аплицираат за сума од 750.000 евра. По која методологија ќе се одбере кое училиште ќе го добие грантот, а кое училиште нема да го добие грантот? Ако видиме дека околу 10 милиони евра се на располагање за оваа намена, тоа значи дека 10 проекти во оваа држава може комплетно да го видоизменат овој заем. Понатаму треба јасно и декларативно да се одговори кои јавни институции влегуваат. За кои институции општината ќе може да поднесе барање, за кои институции општината ќе не може да поднесе барање. Дали е тоа општинската зграда, дали се тоа градинки, дали се тоа основни училишта. Конкретно градот Скопје дали ќе може да поднесе за средни училишта кои што се во состав на градот Скопје. Овде треба да биде декларативно наведен. Еве за централните знаеме. Видовме 35 институции за јавна заштита, ама треба декларативно да бидат наведени кои институции ќе влезат во овој предлог закон за да може да аплицираат општините. Една колешка преска ми напомена дека во еден од законите кои што наредно треба да дебатираме, тоа е законот за основно образование, влегуваат можности да основните училишта аплицираат за средства и за оваа намена. Па сега дали ќе може по еден основ општините да аплицираат и за основните училишта под тој закон и за основните училишта под овој закон. Тоа треба да се реши. 5 милиони евра за 36 објекти за јавна здравствена заштита. И тука јас не верувам дека 5 милиони евра се доволни за да можат 35 или 36 објекти да бидат, односно да добијат енергетски ефикасна заштита. Ова е многу малку и вие тоа треба да го знаете. Понатаму треба да дефинираме услови и методологија и за овие објекти. Еве ќе ја споменам онаа популарна амбуланта во Ѓорче 2. Таа да дувне еден посилен ветар ќе се распадне. Како таа амбуланта, како правен ентитет од аспект на здравство, може да аплицира и сега ние ќе треба да овие 5 милиони евра, таа амбуланта да ставиме енергетска ефикасна заштита, од друга страна таа амбуланта се распаѓа. И ова треба да се допрецизира. Третата подкомпонента е за фондот. Таму вели вака, тоест втората е, се извинувам. Ке се основа во иднина. Ама на тој фонд што ќе се основа во иднина, ние од овој заем од 25 милиони евра одвојуваме 7 милиони евра на нешто што не е формирано. 5 милиони евра за подготовка на истово и понатака уште 5 за да го воведеме во градба. Добро го прочитав, тоа можеме да ви ги прочитам. Тоест да го воведеме во употреба. 7 милиони евра за нешто што може да се искористи за ефективно, да се променат прозорци, како што рече колегата, да се воведе гасификација, да се направат енергетски ефикасни фасади. Ние 7 милиони евра ќе ги потрошиме на анализи, на технички таму, како точно да го наведам. Ве молам, заменик министер, ако сакате да се пријавите за збор, пријавете се кај претседателката и
ќе ви даде право. Вика за фондот за енергетска ефикасност, воведување во работа, услуги што ги дава, целни пазари, финансиски проекции, структура, значи 7 милиони евра само за тоа. Еве вака, друга теза. Има во изминативе 10 години доста општини што работеле домаќински и што успеале со сопствените буџети многу објекти да ги решат од аспект на ова прашање. Успеале луѓето, работеле домаќински, од сопствениот буџет одвоиле за нешто да има, за нешто не, и успеале доста објекти кои што ги имаат на нивната територија да ги направат енергетски ефикасни. Имаме општини, како што го дискутиравме тоа и со овие заеми за раздолжување на јавни претпријатија на општини, кои што не биле толку ревностни, кои што не работеле домаќински, кои што не штеделе. Сега, вие ги ставате оние општини кои што работеле домаќински, ги дискриминирате, на сметка на овие кои што не работеле домаќински. Сега тие ќе имаат можност да прибават средства по овој основ, а оние кои што работеле домаќински, кои што се обидували со нивните така скромни буџети да одвојат средства за енергетски ефикасни објекти, да ги дискриминираме во оваа постапка. Ја лично мислам дека тука треба да направиме еден модул и да се размисли за потранспарентна распределба и оние општини чии што објекти се енергетски ефикасни кои што успеале изминативе 10 години, дали со помош на владата, дали со помош на сопствените буџети, да им направат енергетска ефикасност, да добијат иста можност како оние општини кои што не работеле и кои што имаат можност да прибават средства по овој основ, да ги изравниме со тоа што овие општини кои што имаат јавни објекти на нивната територија и кои што успеале изминатите 10 години со напорна работа да ги направат енергетски ефикасни, да имаат пристап до овие средства, со што тие средства кои што би ги зеле овие општини би ги искористиле за партнерство со граѓаните, за создавање на енергетски ефикасни објекти за колективно домување. Така општините, по примерот на општина Аеродром, по примерот на општина Карпош, ќе може во партнерство со граѓаните да им помогне и оние колективни објекти за колективно домување во партнерство со самите граѓани да им помогне и да ги направат енергетски ефикасни. Пред се и над се, многу е потребно да се направи скрининг процес. Што значи тоа? Тоа значи дека оние општини ќе треба да направат една анализа и да достават до владата колку од нивните јавни објекти, кои што се постоечки на териториите од нивното работење, имаат можност да влезат во ова предлог законско решение. Ние прво мора да знаеме колку потенцијални објекти може да влезат во овој базен на обработка на овој предлог закон. Мора да се знае тоа. Не може кој што ќе му текне да аплицира, па да се губи време, па да се искривува, па да се злоупотребува. Не. Да ги направиме условите, да ја видиме методологијата, да ја испратиме до општините и општините назад да возвратат и ние да имаме скрининг кои објекти можат да добијат ваква помош. За тие 7 милиони евра кои што се планираат од овој заем, за да се операционализира тој фонд, за кој што нема донесено законско решение, затоа што никој од тука не знае како ќе функционира. Ако земеме во просек, истражував малку на слободно на пазарот, 100 евра метар квадратен, вие ПВЦ прозор, со дупло стакло и со 5 комори. Тоа е, би кажал, на сосема солидно ниво на енергетска ефикасност. Со овие 7 милиони евра што ние ќе ги потрошиме за некој да анализира, да планира, да спроведува обуки и што тек допрва ќе треба да го внесуваме во работа, ние можеме да поставиме низ Република Македонија 70.000 метри квадратни на вакви енергетски ефикасни прозори. Секој евро е важно, особено кога државата се задолжува. Би сакал вака да кажам. Втората компонента е техничка помош на корисници. И таа помош ќе ја користат Министерството за економија, Министерството за финансии и Развојната банка на Република Македонија. Јас доаѓам од Министерството за транспорт и врски од секторот за домување. Има посебен сектор кој што е надлежен секогаш да го менува законот за домување. Под законот за домување спаѓа дел и од овие работи. Нема логика вие да не го вброите Министерството за транспорт и врски во вие корисници во втората компонента, кога во самото министерство има таков сектор кој што одблиску ги делегира и ги работи овие работи. Господа од мнозинството, треба да знаете дека оваа држава нема одвишок пари за трошење. И овие се пари од заем. И овие пари треба да бидат искористени
И секој евро треба ние да му извадиме можноста 2 пати од тоа што е предвидено, за да можат граѓаните да видат бенефит, а не овие работи да се распределуваат преку партиски клуч или овие фондови кои што не постојат и кои што ќе треба одново да ги планираме и искористуваме, да плаќаме луѓе кои што се блиски до вам, а кои што нема да дадат никаква можност општините да се развиваат. Затоа велам, треба да се слушаат препораките од опозицијата, затоа што се конструктивни и коректни. Тука има луѓе кои што биле градоначалници, и тоа во неколку мандати, и кои што знаат дека ваквите совети се за доброто на искористување на оние на кои што им е најпотребно, кои што немаат доволно средства, а имаат многу барања од граѓаните. Ајде, инкорпорирајте ги овие препораки, условно би кажал, за да можеме овие пари за кои што ги немаме и се задолжуваме, да го зголемиме неколкократно бенефитот. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на вас.